Македонија се менува. Македонија се менува на подобро. И евидентно е дека во овие 100 дена граѓаните точно можат да ја направат разликата од она што го живееле минатите 4 години и тоа што се случува околу нив и за нив во овие 100 дена локална власт предводена од ВМРО ДПМНЕ. А сега ве поканувам да проследиме што се е направено во источниот регион и тоа да го слушнеме лично од градоначалниците, од оние кои ги спроведуваат промените во вашите општини. На сцена го поканувам домаќинот на овој прв од низата регионални отчети, градоначалникот на општина Кочани, господин Љупчо Папазов. Почитуван председателе, професор доктор Христијан Мицковски, почитувани колеги градоначалници, почитувани сограѓани, почитувани советници, почитувани гости. Најнапред дозволете да ве поздравам и да ви посекам добре дојде во Кочани и присуството на овој убав настан. Зад нас е 100 дена работа во општина Кочани. 100 дена одбележени со труд, честност, многу средби со граѓаните, анализирање и завршување веќе затекнатите состојби и започнување на нови проекти. Општината ја наследивме со одреден износ на средства на основната сметка, но тие средства не се доволни за реализација на само 1/3 од проектот кој е започнат за реконструкција на градскиот парк. Но ние сме одговорна власт, ќе го продолжиме овој проект, ќе изнајдеме сили, ќе изнајдеме средства и ќе го довршиме истиот. Сакам да го споделам со сите вас и особено со граѓаните на општина Кочани. Затекнавме скриени извршни решенија со високи долгови по финансиски реперкусии за општината и институциите на општина Кочани, за кои требаше чувство на одговорност за да се надмине таквата состојба. Затекнавме десетици судски постапки за предмети, еве само еден пример, кои чинат, ако се решат во старт, десетина илјади денари, а за кои со влегувањето во судските лавиринти потрошивме, односно плативме износ од 190.000 денари по основ на камати, адвокатски трошоци и останати делови од постапката. Сакам во оваа прилика да ја споделам и состојбата во комуналното јавно предпријатие, во кое, според неофицијални податоци, со завршната сметка за 2021 година се очекува да се искаже загуба од десетина милиони денари. Ке следи анализа, ке се барат решенија за наминување на ваквата состојба. Во исто време ке има потреба и одрешавање на наследениот долг од 30 милиони денари кој го има во моментот комуналното јавно предпријатие. Во периодот на преземањето на градоначалничката функција, ја затеков состојбата со реализација на проектот за изградба и поставување на атмосферска канализација на улицата Стево Тодосиевски во должина од 270 метри со 16 шахти и 6 собирни решетки. Реконструкцијата на градскиот парк, кој го спомнав, ќе продолжи со уредување на делот од летната сцена и детскиот парк со нови реквизити, опрема и нов пот. Со реконструкцијата на улицата Роза Петрова, кракот и паркиралиштето се доби функционален простор со површина од 3000 квадратни метри, обезбеден сообраќајен пристап за станарите до објектите за колективно добивање, се обезбедија паркиралиште за нови 90 места и добивме 1 километар асфалтирана површина од улицата Роза Петрова. Во исто време, на десната страна од истата улица, добивме ново тротоарско решение за безбедно и слободно движење на пешаците. Во централното градско подрачје на 4 платформи се поставија контењери за собирање на комуналниот отпад,
и во исто време селекција на останатиот отпад. 2 контейнери се за комунален отпад, еден за пластика, еден за хартија. Со ова ги избегнавме лошите и непријатни миризби на овие локации, расфрлањето на отпадот околу контейнерите, поместувањето на истите, а се обезбеди и заштита на јавниот простор. Комуналното јавно предпријатие беше ангажирано и во санирање на голем број диви депонии во околината на Кочани. Беа очистени и уредени просторот околу фабриката за вода, повеќе наменското игралиште и антената во Трајаново трло, депонијата во Прибачево и многу голем број останати депонии на територијата на општина Кочани. Грижата за здравата животна средина ја манифестираме преку учеството во проектот за изработка на катастар на загадувачи на почвата, водата и воздухот, при што ќе ги дефинираме истите и ќе ги одредиме превентивните и репресивните мерки за решавање на ваквите состојби. Во училиштето, основното музичко училиште Ристо Јуруков и во подрачното училиште Никола Карев во село Градовци и во детската градинка Павлина Вајанова се заменети прозорците, со што се постигна енергетска ефикасност на овие објекти. Реконструктивните активности во Ристо Јуруков, Никола Карев допринесуваат за адаптација на овие простори, реконструкција на кровот, на фасадата, изградба на пристапна рампа и изградба на тоалети за лицата со посебни потреби. Поддршката за младите во општина Кочани ја манифестираме со формирањето на првиот младински совет, доделувањето на стипендиите за студентите, доделувањето на наградите за неуспешните ученици во средните училишта и прогласувањето на младите спортисти во општина Кочани. Општина Кочани доби донација на теренско противпожарно возило во рамките на проектот за јакнување на општинските совети, кој се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединетите нации UNDP со финансиска поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработката SDC. Останува оврската општина Кочани да го опреми истото возило и да го стави во функција. Во функција за да делуваме превентивно и оперативно кога ќе се појават потреби за интервенции. Во оваа прилика, во овој момент, сакам да ги истакнам и назначените 2 капитални проекти во кои влеговме во реализација и имавме можност да ги покажеме пред граѓаните на општина Кочани. Реконструкцијата, односно изградбата на новиот главен потисен цевковод во Градовци во должина од 2,2 км, со што се менуват челичниот постоечки цевковод, се добива сигурно водоснабдување и намалување на загубите на вода. Овој проект е изработен во далечната 2015 година, чини 44 милиони денари и ќе донесе бенефити во работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани. Канализационата мрежа, секундарната канализациона мрежа, колекторот во Тркање решава долгогодишен проблем во ова населено место. Се добива колектор во должина од 3,5 км, секундарна мрежа која ги решава старите проблеми на колекторот сместен во Трканска река и нефункционален. Во исто време се врши поврзување со пречистителната станица во село Мојанци и се заокружува еден процес на прочистувањето на сите отпадни води од територијата на општина Кочани. Во тек се активности за асфалтирање на улиците Христијан Карпош во Ризари, Маршал Тито во Градовци, следат асфалтирањето на улиците Јордан Зафиров и Роза Петрова, довршување на она што беше започнато неодамна, и следат асфалтирањето на улиците Раде Кратовче и Ѓошо Векитиев во потесното градско подрачје на општина Кочани.
Ова се само дел од проектите во кои земавме активно учество, а сакам да ви најавам дека во следната, односно во тековната 22 година, ќе работиме интензивно на започнување на работите за изградба на дом за стари лица, со постоечки 2 потенцијални локации за кои бараме решение и водиме интензивни работни активности за започнување на работите. Се започнува со реконструкцијата и обновата на споменикот на Слободата и изнаоѓање на решение за поставување на парковска површина на локалитетот Локубија. Започнуваме со реализација на проектот Нов јужен влез во градот, изградба на 2 препумпни станици на локација на улица 14 бригада и во Трајаново Отрло за стабилно и континуирано водоснабдување во периодот кога има интензивна потрошувачка на вода. Ќе го уредиме просторот на покриениот градски пазар и ќе реализираме многу бројни останати проекти кои се дел од мојата програма. Општина Кочани во изминатите 100 дена испиша отчет, постави проекти, постави темели кои општината ја водат на вистинскиот пат. Бидејќи нашата општина е наш дом. Дом за нас, дом за нашите идни генерации. Ви благодарам. Благодарам.